Судењето против поранишниот директор на клиниката за онкологија Никола Васев, кој заедно со уште двајца онколози е обвинет за несовесно лекување пациенти, се одложува за 8 октомври, откако одбраната на првообвинетиот Васев побара државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски да го превземе предметот или делегира на друго обвинителство. Со оглед предлогот упатен до државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски, со кој се бара преземање на кривично гонење, по кој поднесок е потребно да одлучи јавниот обвинител на Република Македонија. Судот констатира дека не се исполнети законските услови за водење на постапката, од кои причини главната расправа се одложува за 8 октомври, изјави судиката Снежана Марковска. Пред почетокот на рочиштето, бранителот на Васев, адвокатот Боби Спирковски, достави до судот барање за делегирање на надлежност од основното јавно обвинителство Скопје на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски и тој целосно да ја преземе постапката или да го делегира на друго јавно обвинителство. Бранителите на првообвинетиот Нино Васев, адвокатите Мартин Митровски и Никола Ставрев, пред почетокот на рочиштето го известиле судот дека го повлекуваат полномоштвото. Нови бранители на Васев се адвокатите Делјо Кадиев и Боби Спирковски. Рочиштето требаше да продолжи со сослушување на сведоци предложени од обвинителството, кои дел беа повикани во основниот кривичен суд Скопје. Поранишниот директор на клиниката за онкологија Никола Васев заедно со уште двајца онколози, Симонида Црвенкова и Драган Јакимовски, вработени на клиниката за радиотерапија и онкологија Скопје, се обвинети за несовесно лекување пациенти. Постапката започна против уште еден онколог, второ обвинетата Мири Пешевска, која призна вина пред судот, пошто судот ја осуди на 2 години условна казна затвор. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравието на луѓето и несовесно лекување. При што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии со отстапување во дозирањето и без соодветна проценка на здравствената состојба. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравието на луѓето и несовесно лекување. При што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии со отстапување во дозирањето и без соодветна проценка на здравствената состојба. Од вчера во канцеларијата на Народниот правобранител започна со работа бесплатната телефонска линија 0800 54321, на која граѓаните ќе можат да пријават какви било повреди на нивните права за време на изборната кампања, како и на денот на одржување на локалните избори. Од институцијата информираат дека по секоја пријава ќе се постапува веднаш, доколку поплаките пристигнат по завршувањето на работното време по 16 часот, тие ќе бидат снимени и разгледани во најкраток можен рок. Народниот правобранител во функција на заштита и остварување на избирачкото право ќе реагира без одлагање до надлежните органи и институции, со цел тие да постапуваат брзо и ефикасно и да го обезбедат остварувањето на загарантираното право на граѓаните, велат од канцеларијата на Народниот правобранител. На социјалните мрежи се појавија снимки од првиот снег во Србија. Забележана е посилна виулица на планината Голија, а снег провејува и на Копаоник. Медиумите пренесуваат дека се побелени и падините на Бјелашница во Босна и Херцеговина. Српскиот хидрометеоролошки завод веќе издаде предупредување за снег во јужните и источните планински предели на 2 и 3 октомври, со можна снежна покривка од 25 до 50 см за 48 часа. Како што се посочува, сликата е сезонски очекувана, но сигнализира побрз премин кон постудени услови на повисоките котии. Во наредните денови вниманието е на планинските патни правци и снабдувањето на туристичките центри, додека во долинските подрачја врнежите претежно ќе бидат од дожд или повремен мешан тип. Локалните служби препорачуваат зголемена предпазливост, особено ноќе и во утринските часови. Земјотрес со јачина од 6,9 степени според Рихтер го погоди централниот дел на Филипините, особено провинцијата Себу, предизвикувајќи урнување згради, прекини на електричната енергија и сериозни штети на инфраструктурата. Според официјални избори, бројот на загинати се искачи на 69 лица, повеќе од 150 се и повредени. При тоа најтешко погоден е градот Бого, кој се наоѓа близу епицентарот, каде што болниците се преоптоварени. За да се убрза реакцијата и обезбеди помош, во општината Сан Ремиџио беше прогласена состојба на катастрофа. Државните власти соопштија дека работат на враќање на струјата и водоснабдувањето, како и на достава на хуманитарна помош до евакуираните лица.
Ситуацијата е динамична, бројот на жртви може да варира додека спасувачките напори продолжуваат. Сеизмолошките служби ја процениле длабочината на земјотресот на околу 10 километри. Регистрирале неколку последователни потреси, од кои најсилниот бил со магнитуда од 6 степени. Нема закана од цунами по земјотресот. Времето денеска облачно и студено со врнежи од дожд кои на повеќе места ќе бидат пообилни. На планините врнежите од дожд ќе преминат во снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Во Скопје облачно и студено време, со повремени врнежи од дожд, повремено пообилни. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. До петок под влијание на влажен бран ќе има врнежи од дожд кои на места ќе бидат обилни. Вкупно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат на 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри на метар квадратен. На повисоките планини ќе се формира снежна покривка. Температурата на воздухот значително ќе опадне. Во деновите од викендот ќе има стабилизирање на времето со пораст на дневната температура, прогнозира управата за хидрометеоролошки работи.